Годишно одгледувачите на овци губат од 2000 до 5000 евра. Ова се штетите кои тие ги пресметале, а се резултат на ниските откупни цени на јагнешкото, за доцнетата исплата на субвенциите и зголемените трошоци за одгледување. Значи, јагнето за нова година сега се откупи по 140-145 денара. Наша производна цена е 175 денара, која стои исто во МЗШ од 2016 е влезена у програма како цена производна на јагнето 175 денара, а јагнето ни го откупуваат од 120 до 140 денара секоја година. Ова се само дел од проблемите за кои денес производителите на овци проговорија гласно. 20 овчари плаќам по 500 евра. Не идете из 500 евра. Отпаднаме, млеката ни го зимат за 30 динара, не важат, вика ќе биде 40, не важат 40. Јагнињата исто како што викат овие, и тие се џаба. На класи, на 3 класи ни ги двојат. Ние сме отпаднаме више. Уште тоа ќе тоне надоле. Нема да оставиме женски јагниња, приплод. Ако ја имам 300 овце, на наредната година ќе имам 150. Оти ќе изводам стари овци, јагниња нема да оставам за приплод и више се преполуваат. За 3 години овчарство ќе нема во Македонија. Овчарите моментно добиваат 1000 денари субвенции и дополнителни 700 за оставено женско јагне, што според сточарите е срамно малку и може Македонија да ја остави без овци. Сточарите бараат да се зголемат субвенциите по грло и за оставено женско јагне, државата да интервенира кога откупната цена на јагнето е пониска од произведената. Државниот инспекторат за земјоделство да изврши инспекциски контроли како се мерат јагнињата при откупот, да се обезбедат подобри услови за бачилата. Ако јагнето ни го откупат на 140, државата да реагираат до 175 денара, значи 35 денара од кило, да доплати. Ако јагнето ни го купат нас по 175, државата не треба да дава пари. Значи ние не бараме нешто над што не е возможно. На незадоволството на сточарите експресно реагира од ресорното министерство. Од следната година со програмата за рурален развој планирано е зголемување на сумата за мерката набавка на приплоден добиток од постоечките 14 милиони денари на 60 милиони денари. Субвенциите за предадено овчо млеко од годинешните 4 денари се зголемуваат на 4,5 денари за литар предадено млеко. И следната година во програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 10% ќе бидат зголемени субвенциите за сточарите со развоен потенцијал, вклучително и за одгледувачите на овци. Информираат од Министерството за земјоделство.